Председателката Гордана Силјановска-Давкова во интервју за јавниот сервис повика на сериозна државна стратегија за подобрување на медиумските содржини, со акцент на културните, научните и образовните програми. Таа го критикуваше недостатокот на сопствена продукција кај телевизиите со национална концесија и предложи поинаков редослед на вестите, култура, спорт, па политика. Таа посочи дека медиумските концесии треба да се преиспитаат, особено во однос на програмските стандарди, нагласувајќи дека сегашните содржини често не воспитуваат, туку поттикнуваат омраза. Силјановска-Давкова ја истакна вредноста на македонската телевизија од минатото и потенцираше дека културните содржини треба да ги креираат луѓе што вистински ја живеат уметноста. Во заклучок, председателката рече дека највредната инвестиција е во културата, во документарни емисии, поддршка за млади автори и промоција на вистински вредности. Таа предупреди на сериозноста на говорот на омраза и повика на воведување санкции, бидејќи вложувањето во културата е вложување во иднината на општеството. Вице-премиерот Александар Николовски најави дека започнува процесот на реконструкција на пругата Скопје, Јегуновце, Тетово, Гостивар, Кичево. Проектот, поддржан со грант од 5,3 милиони евра од ЕУ, вклучува изработка на еколошка и физибилити студија, како и тендерска документација. Студиите ќе бидат готови за 18 месеци, а изборот на изведувач се очекува за околу 2 години, пошто ќе следи целосна реконструкција во рок од 2 до 2,5 години. Според Николовски, реконструираната пруга ќе добие електрификација и современи системи за брзини до 120 км на час. Тој најави дека ова е прв чекор кон модерна железничка инфраструктура, која ќе го подобри квалитетот на превозот и ќе овозможи побрзо и побезбедно патување меѓу западните градови и Скопје. Покрај тоа, владата донесе одлука за соработка меѓу Македонски железници транспорт и Европската банка за обнова и развој за репарација на 11 постојни локомотиви и набавка на 2 нови. Сите се наменети за товарен сообраќај. За патничките возови, нови набавки ќе започнат приближно 2 години пред завршувањето на пругата, со оглед на времето потребно за испорака и обука на персоналот. Според нова студија спроведена во Велика Британија, традиционалната храна каква што ја знаеме се соочува со исчезнување до 2027 година поради одбивањето на генерацијата Z да ја консумира. Црниот дроб, синото сирење, инчуните, крвавиот колбас и ракчињата се наоѓаат меѓу најнепожелните намирници за младите родени помеѓу 1997 и 2012 година. Иако генерацијата е отворена за нови трендови, таа покажува отпор кон намирници што биле клучен дел од традиционалната кујна. Поширока анкета од Југов покажува дека најкритично загрозени се јадења како шкембе, јагула и изнутрици, за кои дури и постарите генерации губат интерес. Иако 69% од луѓето над 65 години јадат црн дроб, само 29% од младите на возраст од 18 до 24 години го прават истото. Парадоксално, и покрај нивната селективност, дури 99% од генерацијата Z се уште купуваат месо, риба и млеко, но со зголемена свесност за здравието и фокус на нутритивни вредности, наместо на вкусот или традицијата. Големо влијание врз нивните избори имаат социјалните медиуми, особено TikTok, кои 55% од младите го користат како извор за рецепти и нутритивни совети. Многумина од нив се ориентираат кон флекситаријанска и вегетаријанска исхрана, а расте интересот за месо одгледано во лабораторија. Експертите предупредуваат дека овие трендови ќе ја преобликуваат прехранбената индустрија и ќе доведат до исчезнување на некои традиционални јадења што со генерации беа дел од секојдневното мени. Близначките панди Лени и Лоти, родени на 22 август 2024 година во зоолошката градина во Берлин, го прославија својот прв роденден со шарени сладоледи и бамбусова свеќа. Наречени Менг Хао и Менг Тиан на кинески, тие се првите пандички родени во Германија по успешната меѓународна соработка со кинескиот истражувачки центар во Ченгду. Според зообиологот Флориан Сикс, двете панди напредуваат одлично. Од слепи и глуви новороденчиња од 150 грама, сега тежат по 21 килограм и се мошне активни. Се уште цицаат млеко од мајката Менг-Менг, но веќе почнале да грицкаат бамбус и да покажуваат различни карактери. Лоти е похрабра, а Лени порелаксирана. Лени и Лоти ќе останат во Берлин уште околу година и пол, пошто ќе бидат префрлени во Кина, како дел од програмата за заштита на џиновските панди.
Времето во Македонија сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер, претежно од југозападен правец. Попладне во планинските региони ќе има услови за локален слаб дожд. Максималните дневни температури низ земјава ќе се движат од 22 до 34 степени Целзиусови. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен локален дожд, ке дува слаб до умерен јужен ветер. Во Скопје е сончево време со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен југозападен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 31 степен Целзиусов.